Лидерите на ВМРО, ДПМНЕ, на СДСМ, на ДУИ и на ДПА, согласно политичкиот договор постигнат на 20 јули годинава, денеска треба да одржат средба на која ќе оценат дали се исполнети условите за одржување фер и демократски избори. Доколку лидерите на четирите најголеми политички партии се договорат, изборите треба да се одржат на 11 декември, а на 100 дена пред изборите треба да се избере преодна влада во која ќе партиципира опозицијата. Во оваа влада опозицијата треба да ги добие министерските места во секторите внатрешни работи и труд и социјална политика, како и дополнителни заменици министри за финансии, информатичко општество и администрација и за земјоделство. На 100 дена пред изборите опозицијата треба да именува нов главен и одговорен уредник на МРТВ, а денеска се очекува да биде комплетирано и адхок телото кое ќе ги мониторира медиумите. Претходно беше прочистен избирачкиот список од гласачи кои имаа спорни записи. На денешната средба се очекува да присуствуваат и представници на меѓународната заедница, американскиот амбасадор Джейс Бейли и висок представник од делегацијата на Европската унија како посредници во постигнувањето на Пржинскиот договор. 5 лица се приведени, по едно се трага, а едно веќе е во притвор по полициската акција Мрежа која траела во текот на вчерашниот ден до утринските часови денеска во Свети Николе, Штип, Битола и Скопје. Денеска до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе биде поднесена кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, соопшти министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Од извршените претреси кај 5 лица, од кои кај тројца организатори и двајца посредници, пронајдени и одземени се предмети и средства за комуникација кои ќе бидат предмет на дополнителни испитувања и вештачења. Од криминалистичкото истражување Брана добиени се сознанија дека 3 лица на возраст од 35, 38 и 42 години од јули минатата година до јуни годинава организирале мрежа на предпродавачи и посредници и ангажирале повеќе лица за пренесување и продавање на дрога и психотропни супстанции, додаде министерот. Тој нагласи дека поради карактеристиките на криминалната група за која постојат основи на сомневање дека има висок степен на коруптивно влијание и силна внатрешна поврзаност на надлежните институции, ќе продолжат со испитување со цел да се обезбедат дополнителни материјални докази и идентификување на други лица, членови, а во едно повлече се продолжува и со финансиската истрага. До сега, според Чавков, во рамките на криминалистичкото истражување Брана, во текот на минатата и оваа година, кривично пријавени и лишени од слобода се вкупно 30 лица, при тоа пријавени и полициски инспектор, јавен обвинител и директор на Општа болница, сите од Битола. Од 7 до 30 август на сметката на Црвениот крст на Македонија собрани се 57.860.933 денари, од кои над 44 милиони на сметка на Фондот на солидарност и над 13 милиони денари собрани со повик на телефоните за донации, информираше генералниот секретар на Црвениот крст Саид Сеити, при што појасни дека дистрибуцијата на паричните средства ќе се реализира линеарно на секое семејство согласно списоците добиени од Комисијата за увид и проценка на штети. Од Црвениот крст очекуваат да стигнат уште 6 милиони денари. Кога ќе се придодадат овие 6 на 57 милиони, станува збор за 63 милиони денари, односно над 1 милион евра, истакна Саити. Според генералниот секретар, од понеделник околу 4 до 4.500 семејства од поплавините подрашја ќе добијат парична помош од околу 230 до 250 евра по семејство. Аеродромот во Франкфурт утрово е евакуиран поради закана од бомба, откако патник почнал да бега по контролата за експлозиви. Два дела од терминалот 1 на германскиот аеродром биле затворени, а полицијата соопшти дека била уапсена една жена. Според аеродромската безбедносна служба, таа избегала од контролата кога требало да мине низ безбедносниот скенер за експлозив. По проверките, утврдено е дека немало никаков експлозив. Сепак, до 14 часот суспендирани беа сите слетувања на овој аеродром.